Како ќе контираме акумулативната пресметка? Поидуваме од некоја тековна пресметка. Овде имаме исплата 7.3, значи договор на дело. Горе десно имаме книжење, копченце книжење. Не води во екран кај што се прави припрема, односно поставување на шемата и самото книжење. Овде имаме неколку табели. Горе лево ни е табелата со тековните исплати. И сите се 7.3. Долу се сите можни видови на пресметки. Со самото позиционирање на тековната пресметка се избира 7.3, тековниот тип на исплата. Секој од овие видови на пресметки треба да има своја шема на книжење. Секој од овие редови си има вредности, например, брутото е 11.111, ние ќе користиме буквата Б големо за 11.111. Ако имаме даноци, Д големо, Д мало. И соодветно сите други букви ги имаме овде, во средната табела. Десно ни е самата шема, дефинирање на книжење. Сега немаме ништо дефинирано книжење. Како ќе направиме? Овде имаме еден прашалник. На прашалникот ни е даден пример како би требало да биде шемата. За да не ја препишуваме, да не измислуваме, да не поидуваме од нула, ќе кликнеме на стрелките, активира шемата и не се префрлува шемата. Ова е примање по основ на други. Значи треба четворката да избереме од контниот план која ќе ни одговара. 4000, например 103. Треба да го видиме контниот план кој ќе ни одговара за трошок за оваа акумулативна пресметка. И сега, значи секој од овие, ако одиме на 7.2, пак немаме шема. За 7.3 не е поставена шема. За 7.2 ако сакаме шема, бираме од овде и си поставаме контото за 7.2. Секој книгоодел си има своји конта кои ги користи. Се праќаме на 7.3. Да видиме како би се исконтирал овој ред. И кликнеме овде тест. И еве како е. Значи, B4103, тоа е 11.110, 2205 исплата на физичко лице и обврската за персонален данок. Ф големо во колоната ни значува дека за овие ставки ќе користиме фирма. Тоа е самата фирма, односно лицето. Во колоната извод, ако имаме единички, кој ќе се користи за контраставови ако сакаме да си го книжиме извод. Сега да видиме како ова би се книжило. Значи, овие две ставки со оваа шема, со веќе поставената шема, бираме во кој налог ќе биде. Еве по налог, например, 90.001 и контирај аконтација. Ова контирај аконтација ни ги книжи овие две шеми, односно две ставки. Првите 3 реда се за првата ставка, вторите се за втората ставка. Еве за Зоран и за Горан. За секој од овие гледаме дека ни се повторува книжењето за 4103. Ова можеме да ги собереме во едно. Значи сите овие колку и да ги имаме, ги собира во едно. Еве, значи контирај 11.11 ги собира во 22. Другите се навкупно, односно поединечни. Ова сега, ако кликнеме пренеси во налог, во финансии, еве ни го пренесено во налог. Ова книжење. Во налогот што го дефинира. Значи, со тоа што ставивме овде налог, веднаш оваа пресметка, односно оваа аконтација го добива налог. Кога имаме налог, веќе овој ни е, значи во налогот, оваа аконтација веќе ни е заклучена за
едитирање. Треба да го тргнеме налогот ако сакаме да правиме некоја корекција. Ако сакаме да книжиме извод, еве прво овде ќе го поништиме списокот. Книговост налог за извод, например 10-0005 од некоја си дата извод број 6, контирај извод. Еве како би се контирал извод. Значи, ќе имаме кумулатив на ѓедарката и контраставови од претходните книжиња. Значи, со ова се може да си го убрзаме книжењето. Сега, например, не сакаме персоналниот данок да ни биде по лице. Еве, овде ќе отргнеме. Наново ќе контираме извод. Односно, ќе имаме овде единица, пардон. Овде ќе немаме фирма. Тест. Значи, контира извод. Еве ги Зоран и Горан. Даноците ни се без фирма. И ако кликнеме на ова плюс, ќе ги собере даноците заедно. Значи, имаме вкупно. И ова може да си го префалиме во финансии. Пренеси во налог. И ова ни е пренесено во налог што го ставивме за извод. И ако треба, може да си ја докоригираме ѓедарката. Ако сакаме друга шема да контираме, за која немаме, ако сакаме друга пресмета да контираме, треба да имаме шема. Значи, треба да имаме, ако има пресметка, ова е осмица, имотни права. Ако одиме на книжење, имаме некоја шема дефинирана. Ако одиме за 8.1 за да дефинираме шема, и ако кликнеме активирај шемата, вели шемата има ставки. Ако имаме проблеми со шемата, ќе избришеме шемата со Ctrl-Delete и можеме пак да ја префрлиме. Значи, само ако имаме празна шема, тогаш може да префрлиме пак 4.1, например 10. Тест. И еве како би се контирал првиот ред или како би се контирал